Добре дојдовте во вестите на Слободна Македонија. Јас сум Кристина Костова, а ова се вестите што власта не сака да ги знаете. Отпорот станува се посилен. Правните експерти на страна на опозицијата. И борците од НОБ се приклучија кон отпорот. Министерството за култура неспособно да се грижи за културното наследство. Режимот повторно налага медиумски мрак. Отпорот станува се посилен. Караванот со автомобили секојдневно се движи низ скопските улици, а скопјани со македонски знамиња и знамиња на отпорот, со свирчиња и сирени го изразуваат незадоволството и барањето за смена на власта. Како што можете да забележите, секојдневно се повеќе граѓани го поддржуваат отпорот против овој ненароден режим. Тоа имате можност и вие да го приметите, каде што се движиме по улиците, луѓето од тротоарите, од нивните прозори, од балкони, даваат се поголема поддршка во отпорот против овој ненароден режим. Ние со отпорот ќе продолжиме и понатаму. Каравани од автомобили се движат и низ останатите македонски градови, каде покрај овој начин на пружање отпор се одржуваат и граѓански парламенти. Подпредседателот на СДСМ Зоран Јовановски говореше на граѓанскиот парламент во Прилеп. Тој му се обрати на градоначалникот Маријан Ристевски, упатувајќи го да му порача на Груевски да се охрабри и да излезе на парламентарни избори. Ама на оваа власт во изминатите 7 години нешто друго е приоритет. Таа парите од прилепчани, од скопјани, од цела Македонија ги врза во 1 километар квадратен и го нарече Скопје 2014. Ќе го поправиме, оваа штета што ја прави оваа власт ќе ја поправиме и ќе направиме никогаш повеќе да не се повтори. На вчерашниот масовен граѓански парламент во Крива Паланка, обраќање пред отпорашите имаше Радмила Шекеринска. Парламент несе ни милионските евра куполи над парламентот. Парламентот несе ни фотелите, ни микрофоните на Трајко и неговите послушници. Парламентот тоа е народот. Џабе им е зграда, ако пред неа и зад неа не стојат луѓе. Џабе им е фотели, ако на нив не седат и не говорат луѓе кои представуваат граѓани. Правните експерти застанаа на страна на опозицијата. Професорот по уставно право Светомир Шкарич посочува дека само предвремени парламентарни избори се начин за излез од политичката криза која настана заради прекршување на уставот. Ситуацијата е зрела за предвремени парламентарни избори од оној момент кога е применето насилието врз опозицијата од 24 декември. Или оние кои што пред да ја донесат одлуката за тоа насилство, требаше да знаат дека морат да одат на предвремени парламентарни избори. Сојузот на борците од народно-ослободителната и антифашистичка борба и продолжувачите на нивното дело донесоа одлука да се приклучат кон движењето на отпорот кон недемократската власт. На средбата со Јани Макрадули, председателот на Сојузот, генералот Тодор Атанасовски, изрази отворена поддршка на активностите на СДСМ и опозицијата во борбата за враќање на слободата и демократијата во Македонија. Атанасовски заклучи дека борците ќе учествуваат во отпорот и во граѓанскиот парламент. На средбата, борците порачаа да се води сметка за целите на протестите на отпорот, кои не смеат да бидат само цели за промена на власта, туку и борба за враќање на стандардите и цивилизацијските придобивки, кои се вредност за сите високоразвиени и интегрирани демократски држави. По пожарот во манастирот Трескавец, Советот за култура при Социјалдемократскиот сојуз на Македонија најостро реагира на континуираната негрижа за културното наследство и бара одговорност од највисоките структури во Министерството на култура и Управата за културно наследство.
Пожарите во манастирите, кражбите на икони, оставањето без реставрација и конзервација на најзначајните споменици на светското културно наследство кое го поседува Македонија, само укажува на неспособноста на Министерството на култура и Управата за културно наследство да го заштити она што представува базичен дел од нашиот културен идентитет. Советот за култура порачува дека Министерството за култура не смее да се сведе на орган што ќе работи по теркот на народната по свадба тапани. Колку што е важно да се врати стариот сај на трескавец, уште поважно е веќе да не се дозволи таква ситуација да се повтори. Драматичниот пад на слободата во медиумите кој беше евидентиран и во последниот извештај на Репортери без граници, секојдневно се потврдува. Раководството на МПМ, во чија собственост се дневните весници Дневник, Вест и Утрински вестник, во вчерашните изданија одби да ја објави писмената реакција на Стефчо Јакимовски на обраќањето на премиерот Никола Груевски на промоцијата на кандидатурата на актуелниот градоначалник на град Скопје, Коце Трајановски. Не постои ниту едно рационално и професионално оправдување за ваквиот потег на раководството на МПМ, со кој не се овозможува дури ниту по официјално регулиран ценовник за платен оглас да му се објават ставовите на Стефчо Јакимовски, ниту во својство на граѓанин.